Добре дојдовте, почитувани дами и господа, ова е Министерство за комедија. Почвиме со една прекрасна вест. Нападните трговци не смеат поќе да ве вознемируваат со понуди и промоции по телефон. Казни до 4000 евра. Охо! Ако можам да казнам некого 4000 евра, слободно јави се. Ич да не ти е незгодно, пиле. И сега, кој ќе ти се јават следно, да речиме од Топшоп. Ало, добар ден господине, дали сакате да дознаете повеќе за нашиот нов производ? Ако го купите во следните 5 минути, ќе ви дадеме и попуст. Не, сестро, чекај јас да ти го кажам мојот нов производ. За само 4000 евра. Јави се утре пак. А ако се јавиш во следните 5 минути, и процент ќе ти дам, паше. Изложба на фотоклуб Охрид за празникот Свети Трифун. Бој, овие насликава све чисти охриѓани се. Изложба од празникот Свети Трифун. Шо ли се ќе се видит на изложбава? Кој ќе ти пуштет покани за отварање, на поканчево ќе пишит: плати 100 евра или ќе ги покажам сликиве. Типично охридски. Кај нас, например, некој го слават Свети Трифун, некој Свети Валентин, зависи шо подарок сакаш да добијаш. Дали панда розева или шише жолта. Шо и да славите, се си имат плюс и минус. Плюс и минус за Свети Валентин и Свети Трифун. За Свети Валентин, ако имаш женска, треба да ја импресионираш за убо да прославите. За Свети Трифун, ако имаш женска, треба да ја нокаутираш за да прославите со другарите. На Свети Валентин се надеваш дека некој ќе ти подари срце. На Свети Трифун се надеваш дека некој ќе ти подари джигер. За Свети Валентин, ако не ја импресионираш женската, ќе ти го памти то за секогаш. За Свети Трифун, ако ја импресионираш женската, ништо веќе не ќе памти. Са бајле, кој ќе се разбуди, треба све одново да почните. Хард дискот готово, форматиран ќе е скроз. Ако си лудувал на Свети Валентин, за бајле ќе се разбудиш ранет во срцето со стрела од Купидон. Ако си лудувал на Свети Трифун, поручек ќе се разбудиш со рана од гликоза инфузија. Како и да е, благо ќе ти е на душичето. Покрај глупо мече плишано во светов за Свети Валентин се подаруваат и други работи. Например, ево, ова е најак подарок. Бомбони со форма на чумар. Права екзотика. Ојд одлично со мала поема. Во срце во мое, најголем си дар. Зато ти подарувам бомбони кочмар. Ова е ретка поетска употреба на вака пикантен збор. Осеќам дека стружани веќе го китат венецот за поезија. Охридско езеро станвит се поплитка тема за муабет. Охриѓани најпој не боли дека езерово од струга истеквит и ништо не можеме да направиме. Забележан е исто и Сорос како тајно пиет вода од Охридско езеро. Од Елем велат дека состојбата е таква зашто немало врнежи. Па сега, како да ви кажам, климава е субвенционирана за да немат лошо време. Зашто ќе лошо времето, ќе имат магла. Шом имат магла, Скопје ќе е загадено. Шом е загадено, оп, протест и бесплатен транспорт. Ова со езерово изгледа е начин да падни цената на смештај во Охрид. Како ќе изгледат Охрид без езерото? Еве го. Продавам плац со бивш поглед на езеро. Проблемот е што ние си мислиме дека сме во брак со УНЕСКО. Венчани. Значи, не сме. Кој ќе ни речи УНЕСКО, средете се или ќе ве избркам. То го сваќаме исто ко женати да ти го кажвит. Избркај ме, мор, избркај ме, шо бидеш. УНЕСКО, ако не избркат, нема не примит назад. Зашто сме му купиле карамфили за 8 март. Но, треба и да се гледа позитивно на работите. Можност за нов вид туризам. Ево, кални бањи. Еве, бегај парно, то го имаше во Дојран, па пирани се појавија.
Ние во државава дефинитивно не држиме вода. Или имат поплави, или имат суши. Баланс нигде. Во теков на неделава, материјали од Бихаќка стигнале во Мала Речица. Ахмети добил пратка од Заев. Сигурно биле бомбони со ружја. Praštam ti dušo, neka si grešila, sudbina te tako. Малце романтика за Свети Валентин, знаеш како е. Само Дуи никако да возврати со поклонов. Ако напред коалиција Дуи и СДСМ, налето во Охрид не ќе мој човек да стапни од нив на лежалка на платформа. И сите во Македонија патики со платформи ќе си купиме. Малце да сме над работите, демек од повисоко да гледаме. Абе џабе платформата кога кај нас се тече, а ништо не се менува. Зато најубо бомбони му е мајката. За сите. Кој ќе видиш, тоа е најдоброто решение за сите проблеми. За сите платформи, за сите јазични бариери. Ако се вкусни бомбоните, не е битен јазикот. Од Бихаќка стигнале материјали во Мала Речица. Сигурно е картон и тафет папир. Да, заедно ќе прават макета на животот во Македонија. Пошто се навикнавме да живееме во пакет, зато сега и картонска макета на животот во Македонија би била успех. Значи, до толку се навикнавме да живееме во картон, што кој ќе дојде некој од надвор со пакет решенија, одма сме некако ко превозбудени. Охо, нова Македонија, нов дом. И од цел пакет, ако не одговарат ни едно решение, никому ништо, барем пакетов ќе ни остане. Еве, во теков на изминатава недела не посети господинот Курц пред некој ден. Абе, вие не сте свесни колку сме среќни што во македонскиот литературен јазик не постојат падежи. Иначе, спремни? Фала Курцу што дојде. Ама овде ништо не се менвид. И на сите ни е преко господина Курца. Скандал. Белата куќа има докази дека мртовци и странци гласале на последните избори. Па ете, и ние дочекавме да сме во нешто понапред од Америка. Како е? US copy-paste bitches. Значи, во нешто и ние сме подобри, така? Во шо друго, ако не во избори? Нас животов ни е избори. Јас памтам се е избори. Дури не знам шо толку се трескет сите од земја. Кој ќе формирал влада? Значи, како да ви кажам, се едно. Кои сакат нека формират. Кој да е, за 2 месеци пак ќе имат избори. Битно, Америка и Македонија веќе се тука некаде во стандардов. Мене то ме радви. И ти е бела куќа, и ни е бела куќа. Додуша, нашава малце ко макета е, гипс картон, ама шо знајт американец шо е кнауф, шо е мермер. Еве, чисто за компарација. Белата куќа била изградена од робови, владата на тендер. Белата куќа има 132 соби, 32 бањи и 6 спрата за да ги смести сите кои работат таму. Владата уште 200 соби да имат и не ќе мојт сите протестанти и контрапротестанти да ги собери. Во Белата куќа водоводжија добил нервен слом заш не можел да ги исполни барањата на председателот Линдон Џонсон. Во владата Џидар добил вработување во Министерство за транспорт со врски заради тоа што направил кнауфот да личит на мермер. Ете, сечија идеја е добре дојдена. Во Белата куќа визбата е како мал трговски. Кај нас градски трговски за малце ќе беше како еден вид мала визба на владата. Бароков барок да беше. Во Белата куќа фамилијата на председателот плаќа хранарина, во владата фамилијата на премиерот дава сендвичи на народот. Тука е работава. Првиот филм прикажан во Белата куќа е Раѓање на нацијата од Вудро Вилсон,
Првиот филм прикажан во владата е Кралот Лав. Ама во вториот дел го губи престолов, пошто овај што е од коалицијава, што е Зазу, сакаше малку да летат во облаците. Најново откритие. Кучињата на вистина можат да препознаат лоши луѓе. Кучињата се едни од најинтелигентните животни, тоа е факт, кој само го потврдува правилото дека ако си интелектуалец во државава, ќе сакат сите да те врзат со синџир и друг да ти бидит газда. Најнови истражувања велат дека куче може да препознае лош човек, човек кој лаже, кој сака да ти наштети. Замисли стварно ако е така. Тогаш, почитувани дами и господа, ние имаме решение за кризата. Ќе земиме еден питбул териер. И прво ќе го изнервираме малце. Малце ќе му зборвиме. Од тебе све зависи во државава, були. Ако направиш грешка и дојдат погрешни луѓе на власт, готово. Мачки веќе се царој. Ќе треби да им го признаеш јазикот. Мисли малце. Замисли се ти. Питбул, кој ќе те сретнит мачка на улица, место да и се пуштиш да ја искиниш тука, ќе треби да ја речиш мјау. Пази шо правиш. Клучен момент е ова. Тоа е таа нова платформа. Мачки веќе се царој, а ти ќе живееш ко пес. И кој ќе изнервиран питбулов, кој ќе мојт да го препознае тој што лажи, тој што сакат мачки, ќе го ставиме под говорница, под секој политички што се обраќат на јавноста. Излегол без разлика, Заев, Груевски, Ахмети, питбулот под говорница. Кој што редат микрофони од медиуми, така ние питбул под говорничево. Да видиме тогаш какви ќе им се муабетите со були под говорница. По-друго е одма муабетов. Тој некој да ти дишит во вратот е незгодно, а камоли питбул во пределот. Заш мене никој не ме прашвит ништо? Министерство за комедија секогаш е на страна на народот, обично народот никој ништо не го прашвит за битни работи. Еве, јас ве прашвам. Прашањето е, какво треба да е домашното милениче на следниот премиер? Размислете, ова е многу важно прашање. Премиерот е лицето на државава, така, а многу често, уствари скоро секогаш, домашните љубимци си личат на газдите. Зато прашање до публиката или до нацијата, како милувате. Какво треба да е домашното милениче на следниот премиер? Важно е за Македонија. Какво животно ни е потребно за да одиме понатаму? Значи не ја бараме личноста, не бараме кој ќе биде премиер, туку неговото домашно милениче. Например, Садам Хусеин имал фока, Ким Јонг имат лебарка, Трамп словенка. Секој различно. Да, кој што си поштоват. Прашањето уште еднаш е кој ќе биде нашето национално милениче, што сите ние ќе го негуваме, љубиме и храниме во следниот период. Така, како во песната Парче, сечам, соколи си ранам. Размислете и пишете. Твитер е Тодороски Никола, Фейсбук Николас Комеди. Тоа беше се гледаме следната недела. Нова недела, нови изненадувања.